Сега имаме од неутрален агол надпреварувач од северниот сосед против јужниот сосед, значи Александар Џукановиќ кој доаѓа од Србија против Ѓоргијас Цакнакис од Грција, категорија 92 килограми, ова се уште потешки момци. Да видиме што тие ќе прикажат. Ова е трета борба. Србинот загуби една борба од нашиот надпреварувач Назифов, додека Цакнакис успеа да слави против Назифов со туш, така што би требало гркот да е нешто подобро да видиме. Џукановиќ да не го отпишуваме, ако тој победи ќе се создаде круг, па ќе видиме кој ќе биде подобар. Во однос на она програма што ја кажа што Србите ја воведоа 101 струнјача, тогаш меѓутоа покри тоа вложи и други средства и ангажира тренерот од Бугарија. Тие го возвратија и борењето слободен стил. Така да тие го негуваат и го работат сега во овој момент. Може би не се на тоа ниво како што ние сме во моментов, меѓутоа во однос на резултатите во грчкодински стил, тие буквално на секој првенство освојуваат медал. Да. Од олимпијада, светските, европските првенства со норми за олимпијада и така натаму. Меѓутоа се повеќе се добри во слободни стил. Сака да прекинат таа традиција да биде само грчко-римски и полека да бидат конкурентни. Тоа е насоката и на светското на светската борачка федерација, значи да имате во федерацијата и слободен и грчко-римски стил, меѓутоа да не забораваме и борењето жени. Так. Исклучително многу популарно во последно време и мислам дека во тој дел треба да се исто така да се Македонија веќе почна во тој дел да работи и мислам дека може тука да се направи резултат затоа што девојките се исто многу храбри, многу квалитетни и мислам дека треба да се искористи тој потенцијал. И ако ги анализираме горам борбите така од стручен аспект, ќе видите дека можеби 70-80% се во партер позиција се носи ауфрайсер. Значи тука е поентата. И значи тука и тренерите треба да сватат дека таа акција мора да ја знаат максимално и како напад и како одбрана, за да не им се случува да губат поени по однос на таа техника. 6 поени направи грчкиот надпреварувач, она што рековме претходно, реално би требало да се очекува да е фаворит во овој меч. Веќе сме во третата минута од борбата. Да сега без одговор од Џукановиќ. Инаку грчките борци се доста квалитетни и само да кажам дека таму имаше колонија на Еве сега, да. Ни требаше малку да го споменеме за да освои поени, да биде порамноправно во борба. Колонија исто така од руските држави, од Ерменија и од Грузија порано, многу одеа и така да имаше квалитетни многу борачи исто така во тој дел. Изненади Србинот, да ви кажам, направи една техника мелница што е малку неочекувана и многу квалитетна, меѓутоа знаејќи дека се тие грчко-римски стил, меѓутоа да, и така се бори, вака да речеме, на почеток на акциите. Да. Види, тоа е процес. Прво тренерите треба да се прво треба да излезе од глава дека ова е малку друг стил, има други на друг начин треба да се прави. Така, други опции. Ако би го правеле ние обратно во делот на грчко-римски, со така не се случува. Ние сме наведнати, често пати сме упоменувани во однос на тоа зошто така се бориме, треба да си поисправени горе. И точно во последната секунда од првата рунда Гркот освојува уште 2 поена, 8:2. И одиме сега со на половина минута пауза меѓу првата и втората рунда. Добар дел од овие борби што ги гледаме денес попладнево. Не ја дочекаа втората рунда, многу брзо се освојува поени. И тоа е дел од она за што и тежне е Светската федерација или обединето светско борење. Значи гледате дека веќе секоја акција за нога е 2 поени. Да. Уште една акција партер, веќе 4. Две такви акции веќе имаш 8-0. Да, и тоа е веќе и психолошки или ако се случи дека ќе направи акција од висока позиција од стоечка положба, тоа ще 4 поени. Тоа уште еден партер, уште една акција во партер веќе има 6-0. Тоа е, мислам дека револуционерен потек на обединетото светско борење и може би ќе треба да претрпат некои промени. Сега најмалку би требало да речем можеби јас завршува борбата гора. Да.
да кажам како би требало понатаму се направи, меѓутоа програмски кога се создаваат програми на ниво на светска федерација, треба да имат предвид дека помалите федерации не можат да ги следат сите трендови. Треба да има тука помош и треба да се прави разлика. Знаете тоа рангирање, најдобриот игра во група со како во фудбалот, во тенисот и така натаму, треба да се има предвид и со помалите држави кои што имаат помалку борење. Апсолутно. Рековме дека Ѓорѓе Цанакис е поквалитетен, тоа го покажа 12-2, повторот прекин со технички туш, овој пат во втората рунда во дуел со Александар Џукановиќ. Гледаме се, сега ќе тргне во акција, мислам дека Ова се само најинтересни моменти. Еве и овој. Ова е мелница, прекрасна ја направи Србинот, прекрасна мелница. Многу силна акција. Еве акцијата Алфразер, еве ово за ово што би зборов. Значи скоро сите борачи го работат ова. Добри квалитетни борби гледаме.